Вчера извршниот на ВМРО одлучи дека ќе влезе во техничка влада, дали и кога ќе се сретнете за кадровски решенија? За кадровски решенија ние не можеме да се сретнеме затоа што секоја политичка партија ги дава своите кадровски решенија во техничка или било која друга коалициона влада. По својата форма и суштина оваа влада е коалициона во која што учествува и опозицијата со точно определени ресори според законот за избори и законот за влада. Така да тие треба да ги соопштат своите избори, своите кандидати и да ги достават до владата и до собранието подоцна за да може да бидат изборени. Така да тоа е воспоставена процедура, секако дека ќе се сретнеме за да поразговараме околу други елементи на изборите. Имате ли прецизирано? Не. А како ја коментирате нивната иницијатива во врска со законите и крајниот рок за личните документи, иницијативата на вчера? Гледате, личните документи, прво има неколку типови на лични документи, оние кои што се за внатрешна употреба ќе важат, например личните карти. А пасошите не се вадат заради институциите, туку се вадат за да граѓаните можат да патуваат. Бидејќи вие со пасош патувате надвор. И секоја иницијатива, јас кажав дека може да биде разгледана. Секако дека Уставниот суд ќе го каже своето мислење. Ние во различни одвоени средби, бидејќи Уставниот суд е највисоката судска инстанца, имаме разговарано на поединечно ниво во однос на тоа. Но исто сакам да истакнам нешто што е многу важно, а тоа е дека Министерството за внатрешни работи, поточно вработените во Министерството за внатрешни работи веќе имаат издадено 1.200.000 пасоши во државата. Што значи дека тие навистина работат со големо темпо. Јас знам дека сите сакаат повеќе да критикуваат, меѓутоа треба да се каже и фала на тие вработени кои што работат деноношно и на сликањето на граѓаните, и на изработката на документите, и на издавањето на документите. Така да не е мала бројка, 1,2 милиони пасоши да бидат направени и издадени на граѓаните и верувам дека ќе продолжат со такво темпо, а ние ги испитаме сите можности, се со цел да доколку биде потребно се направи пролонгирање во делот на пасошите, бидејќи пасошите, повторувам, служат за граѓаните да можат да патуваат надвор од земјата, не станува збор за личните карти кои што се за внатрешна употреба и тие секако ќе важат. Премиере, како што ги коментирате и што очекувате да донесат измените за законот за рестриктивни мерки кои што ги најави министерот Османи? Тие треба да направат практично транспонирање на нешто што веќе го имавме, се однесуваше на ентитети кои што се санкционирани согласно со Обединетите нации, Европската унија. Сега тоа ќе се прошири и на Соединетите американски држави и на Велика Британија, ќе се однесува на ентитети кои што се санкционирани согласно со нивното законодавство. Тоа значи дека треба да биде изработен закон во кој што тоа ќе може да биде вклучено и кој што ќе биде усогласено со нашето законодавство и врз основа на него ќе можат истите лица да бидат процесуирани, да бидат обезбедувани докази од државите кои што го направиле санкционирањето согласно со нивните закони, согласно со нивните докази кои што ги имаат и тоа е нешто што е и барање на меѓународната заедница, бидејќи сепак ние сме земја членка на НАТО. НАТО не е само да ставите знаме и да верите дека сте земја членка на НАТО, туку има и стандарди кои што треба да се исполнат и ние во голем дел на институциите веќе ги исполнуваме стандардите и еден од стандардите ќе биде и овој. Господина Ковачевски, дали лицата кои што се на црна листа и фирмите на црна листа од САД ќе бидат ограничени да не учествуваат на државни тендери? Не можам да ви кажам ништо во моментов додека не се донесе закон. Јас не можам да ви го А вашето лично мислење какво? Законот. Моето мислење веќе сум го кажал, дека за лица кои што се санкционирани од страна на нашиот најголем стратешки партнер, Соединетите американски држави, Европската унија, по други основи, бидејќи Европската унија нема листа на санкции како што има Соединетите американски држави, или пак Велика Британија, тогаш треба тоа да биде транспонирано и кај нас со оглед на тоа дека не може од Сабајле некој да се фали дека е најдобар другар со Соединетите американски држави, а попладне да прави се спротив на него, така да ќе мора да биде транспонирано. Благодарам.